60 граѓани од Скопје и Скопско од различна етничка и верска припадност, различен пол и возраст и различни професионални и образовни квалификации учествуваа во првото граѓанско собрание во Македонија. Собранието во организација на ЗИП Институтот од Скопје беше посветено на климата и проблемите со животната средина, а како концепт е всушност демократска алатка што во развиените демократии редовно се применува. Идејата е граѓаните преку работа со експерти да ги идентификуваат проблемите во областа, но и да понудат решенија, а потоа да следува процес на притисок кон надлежните институции за имплементација на препораките што произлегле од самите сесии. Собранието во Скопје заседаваше во период од 2 месеци и учесниците со кои разговаравме раскажаа за нивното искуство. Се пријавив на првото граѓанско собрание, климатско собрание во нашата земја, пред се заради тоа што секогаш, дури од кога бев мала, ме интересираа климатските промени, колку се тие значајни за нашето општество, за нашиот живот. Сметам дека уште од мали нозе, тоа се теми кои што мораме да ги знаеме и да ги почитуваме. Сега, прво да ви кажам дека искрено кога се пријавив, ме привлече идејата да бидам дел од нешто што за прв пат се организира во нашата земја. Односно, потоа малци истражував пред да се пријавам и видов дека вакви климатски собранија имаме во повеќе европски земји, тие функционираат одлично, пријавени се граѓани од сите области, професии, од различна етничка припадност и националност. И тоа нели ме привлече за да се пријавам и јас. Не води една иста цел сите нас. Тоа сме сите граѓани кои што сме само загрижени за едно прашање кое што е навистина загрижувачко, односно загадувањето на градот Скопје, бидејќи тоа е проблем кој се влече со децении наназад, посебно нели во зимскиот период, во текот на грејната сезона. И научивме и доста други работи, не само дека домакинствата се тие кои што го загадуваат нашиот град, туку дека постои тука и низа други фактори, односно низа други проблеми со кои се соочува нашиот град. И затоа сметам дека вакви собранија би требало да се организираат не само за климатските промени и за животната средина, туку граѓаните да се вклучуваат во вакви собранија за многу прашања. Видовме дека без разлика од каде доаѓаме во сите општини на градот Скопје, сите нас проблемите ни беа слични, од загадување, па и некои мали локални проблеми како што е неасфалтирани улици, немање на автобуси, па се до кучињата скитници, дури и такви проблеми некои посочуваше. Кога го видов повикот за ова собрание, увидов дека не со застапниците, односно представниците на различни општествени категории, туку директно со граѓаните, дека ќе можам да ги креирам тие јавноздравствени политики и јавноздравствените политики, нивната успешност и нивната легитимитет директно ќе извира од страна на граѓаните. А втората или секундарната цел за моето пријавување беше да ја афирмирам областа хигиена и здравствена екологија и да со моето скромно знаење од областа на здравствена екологија да придонесам за подобро разјаснување на влијанието на загадувањето на животната средина на човековото здравје. Јас во тек на климатското собрание имав прилика да се запознам со доста големи стручњаци од различни области. Во интензивна комуникација со нив увидов многу различни работи кои што досега не сум бил во можност да ги забележам, а со тоа и ми се отворија нови перспективи кои што јас во нареден период ќе можам малку пошироко да ги гледам општествените, односно здравствените импликации на загадувањето на животната средина. Тие перспективи беа пред се од областа на јавното здравје, екотоксикологијата, урбаното планирање, енергетската инфраструктура, обновливите извори на енергија, активната мобилност,
успеав да се запознам со законските надлежности на различни институции, меѓутоа не само тоа, туку и со предностите и со недостатоците на некои наши ангажмани, на некои наши институции, меѓутоа и да креирам мислење за тоа како може да бидат надминати тие недостатоци. За мене искуството беше прекрасно од аспект дека имавме шанса толку многу различни граѓани, од различни возрастни групи, од различни родови, од различни етнички групи собрани на едно место што представува тоа што е Македонија, едно тако поле различно на културни споеви на луѓе да дојдат и да дискутираат за клучен проблем, а тоа е аерозагадувањето. Да се едуцираат од страна на експерти за како тоа влијае врз нашето здравје, врз нашата економија, врз нашиот транспорт, енергијата и заедно да најдат заклучоци кои што ќе бидат доставени назад до институциите кои што треба да ги имплементираат истите. Бидејќи за аерозагадувањето сите има импакт. Врз сите нас и не познава граници, не познава возрастни групи, раст, полови и така натаму. Учесниците во собранието велат дека сега е многу важно институциите кои се детектирани како надлежни да реагираат за препораките да не останат само на хартија. Од надлежните очекуваме во текот на разговорите на почетокот бевме со малку доза на недоверба. Односно, сите ние велевме дека се зависи до тоа дали до политичката волја, дали надлежните сакаат да ни помогнат и сметаме дека навистина, значи надлежните институции би требало да издвојуваат повеќе буџет што се однесува до Министерството за животна средина и просторно планирање. Увидовме дека и во државниот инспекторат имаат многу малку вработени, па и една од препораките ни беше да се зголеми бројот на вработени инспектори кои би излегле на терен и повеќе би ги соочувале тие проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани. И затоа на крајот од сите тие 6 сесии 80% од учесниците се надеваат дека надлежните ќе ги слушнат нашите препораки и барем половина од нив ќе бидат спроведени во некој рок, да кажеме во текот на година или 2 години. Од овие 11 предлог мерки, можам само неколку да ги набројам како активно Скопје, чисто Скопје, зелено Скопје, меѓутоа и со оглед на тоа дека најмногу бев застапник заедно со другите доктори кои што беа како експерти вклучени во овој при донесување на овие предлог мерки на еден инклузивен, на еден демократски инклузивен начин, да има следливост, односно да може да ги мериме здравствените ефекти на овие мерки кои што тие би се спровеле. А тоа го нарекуваме хуман биомониторинг. Јас очекувам од сите институции, без разлика дали беа или не беа присутни на настанот, да ги слушнат, да ги земат предвид овие предлог мерки кои што ги даваат граѓаните, да ги дискутираат интерно, да дадат фидбек назад кон граѓаните, бидејќи ова секако се истите луѓе кои што ги имаат поставено институциите на тоа место каде што се и да ги имплементираат истите. Секако дека треба да се доработат и довршат овие предлози, но не треба да завршат негде во фиока или во некој имейл драфт кој што ќе биде трнат настрана. И тоа е нешто кое што јас ќе инсистирам. Како независен советник во град Скопје, јас ја преземам одговорноста овие да ги донесам пред градот, пред советниците, да ги презентирам и да ирогирам истите да бидат прифатени, да почнеме да работиме на овие предлози. Но не е само град Скопје тука што е тангиран, туку имаме и општините, и министерствата, и другите институции кои што се ширум државата и мора сите да имаат слух за она кој што го бараат граѓаните, бидејќи овој проблем не е нов, овој проблем е тука со децени и овој проблем кошта 5600 човечки животи годишно. Така што имаме многу голема обврска сите тие што се во институциите да ги путкаме овие мерки да се имплементираат, бидејќи се донесени заедно со помош на експерти и заедно со помош на граѓанскиот глас. Од организаторите, ЗИП институтот велат дека се исклучително задоволни од граѓанскиот ангажман. Целите на собранието се да даде еден нов глас или нов пристап во решавањето на секојдневните проблеми на граѓаните и во нашиот случај по борбата со аерозагадувањето како проблем кој што ги тангира сите граѓани на нашата земја.
процесот на креирање на климатското собрание е еден многу комплексен процес. Тука пред се мисли на генерирање на фондови за организација на истиот, бидејќи целиот процес повлекува многу трошоци и потребни се многу средства за истиот да биде спроведен како што треба. Потоа треба многу експертиза која за жал во нашава земја уште е скромна и затоа моравме да се потреме на искуства и на практики од другите европски земји кои што се многу понапредни во однос на практицирањето на еден ваков вид на демократија која што е многу иновативна и која што ќе заземе уште поголем замав во годините кои што предстојат. Мислам дека го фативме трендот и на време и мислам дека ова нема да е прва и последно собрание од ваков вид и дека и други организации, други институции, било тоа да се од централно или локално ниво, ќе сватат дека е многу добра алатка и многу добра иницијатива за да се вклучат што повеќе граѓани од било какви етнички заедници, од било каков бекграунд во кокреирањето на политики кои што се, како што кажав, многу важни за унапредување на квалитетот на живот на сите граѓани. Успеавме да обезбедиме присуство од 65 граѓани од Скопје кои што според карактеристиките го представуваат Скопје во минијатура, значи запазен е и родовиот аспект, и етничкиот аспект, и возраста, и сите други карактеристики на општеството во Скопје, и без да навлезам во тоа како беше целиот процес од организацијски аспект, мислам дека ги запазивме сите критериуми кои што прават едно климатско собрание да биде успешно. Секако не завршува тука целиот процес, веќе ги имаме препораките кои што се изготвени од самите учесници на собранието и целта е сега тие препораки во наредниот период да ги презентираме до што повеќе засегнати страни, до што повеќе институции, било тоа од централно ниво, од национално ниво, министерства, општини. За граѓанските собранија се вели дека се иднината на демократијата, оти за теми што се важни за јавниот интерес, овозможуваат директно граѓанско учество. Лондонски Guardian пишува дека сепак за имплементација на препораките важна е и свеста на самите институции. Во Франција, например, на едно вакво слично собрание со иста тема, клима, од усвоените препораки, надлежните имплементирале многу помалку од половина. Колку македонските институции ќе имаат слух за она што граѓаните го бараат е прашање што доправа ќе го одговориме.